Започнуваме со регионалните вести. Тетово се соочува со загуби на вода и до 50%. Од јавното комунално предпријатие Тетово велат дека етапно работат на намалување на загубите, кои се резултат на повеќе фактори. Моменталните губитоци се до 46% за разлика од пред 4 години, кога тие достигнува и до 56%. Со после 2015 со поставување да речеме на две позиции регулатори на притисокот на системот, односно и можноста за регулирање на притисокот односно баражата на системот, тоа добивме огромно намалување на губитоци и дефекти кои што ни се јавуваат. Значи намалени се дефектите во голем процент, што значи дека негде сме заштеделе у губитоци на вода негде околу 12%, што сега добиваме негде околу 45-6% тука се движиме со губитоци, оперативни губитоци. Истакна Љузим Шакири од јавното комунално предпријатие Тетово. Стара градска водоводна мрежа, деви приклучоци се главните причини поради губитоците на водата за пиење. Истите може да се сведат на 0%, но се потребни големи инвестиции, вели Шакири. Тој посочи позитивен пример од град во Албанија, каде го решиле овој проблем. Ми имаме уште еден град кој што ни е многу поблиску овдека во Албанија, во Корчаето, каде што таму има 0 губитоци на вода, 0 технички, 0 има 100% наплата. Меѓутоа, знаете како е, за све тоа да се изврши и да се направи тоа, треба многу материјално-финансиски средства. Ја имам средба случајност да се видам со човекот кој го направил свето тоа. Корча е блиску со нас во делот на бројноста на становништвото, околу 95.000 граѓани имат тие во градот и меѓутоа снабдуваат со многу помалу количина на вода, немаат квалитетна како што е нашава, туку работат на помпен систем тие, ми работиме да речеме по слободен пат, имаме шарска вода која е многу квалитетна, високо квалитетна вода. Меѓутоа инвестицијата кај нив е негде околу 100 милиона евра. Истакна Шакири. Моменталната издашност на изворите од кои Тетово се снабдува со вода за пиење е 450 литри вода во секунда. Тетовските пожарникари само во текот на денешниот ден гаснеле пожари на повеќе локации. Од почетокот на годинава до сега, тие имале дури 500 интервенции. Од раните утрински часови пожарникарите на терен гасат неколку пожари во Тетово и Тетовско. Во територијалната противпожарна единица пријавени се пожари на отворен простор и еден шумски пожар. Над населба Дреновец интервенирана на отворен простор. Пожарот значи бил на отворен простор, значи горело ниско себлесна шума и сува трева. Значи тој пожар е ликвидиран. Но покасно многу граѓани од населба Тече близу Веро Џамбо, значи кај школото на Инфрашери, ни пријавија дека се појавил пожар на отворен простор, од наша страна е отиднато, пожарот е бил целосно изгаснат или па ликвидиран. Во овие моменти ние сме кај раскрсницата меѓу село Стринница и село Лешница, значи кај што чекаме ние да интервенираме на еден шумски пожар, кај што гори ниско себлесна шума, но мислам дека треба тука да бидеме предпазливи и да интервенираме што побрзо, да пожарот да не го оставиме и да се прошири. Заедно со луѓе од локалната самоуправа на општина Желино и шумското стопанство. Значи, верувам и се надевам дека и овој пожар ќе го ставиме под контрола. Искуството на пожарникарите покажува дека најчест причинител на пожарите е човечкиот фактор. Па, ние како професионални пожарници
ученикари можеме да ви кажеме и да потврдиме дека стварно човекот фактор е причинител на појавување на овие пожари. Ова не е само што ви давам изјава за овие пожари за денешниот ден, но и вчера сме имале 4 интервенции, значи кај што сме били успешни на гасење на пожарите, значи во село Одри, село Нераште, село Вејце. Од почетокот на годинава досега вработените во територијалната противпожарна единица Тетово имале дури 500 интервенции. Објавен е тендерот за изведувач на работите за изградба на нов покрив на основното училиште Гоце Делчев во Гостивар. Градоначалникот Таравари најави дека проектот предвидува еколошки зелен кров, а би требало да се реализира до крајот на октомври. Уште еден септември учениците во основното училиште Гоце Делчев во Гостивар го дочекуваат со руиниран покрив. Сепак, оваа нова учебна година оправдано носи оптимистички изгледи дека ова ќе биде последен септември во вакви услови. Им се гледа крајот на долгогодишните маки на децата кои следат настава во ово училиште и на наставниците кои работниот век го поминуваат тука. Новиот кров ќе се гради со заеднички проект на општина Гостивар и UNDP. Тендерите за изведувач на работите, како и за фирма која ќе врши надзор, се во тек. Најдовме од вкупната вредност на кровот на училиштето, која што е 300.000 евра, 200.000 евра најдоа донатори UNDP и 100.000 евра дава општина Гостивар. Значи, се собравме од сите тие пари што имавме за повеќе училишта, се ќе инвестираме, оваа е приоритет на приоритетите за нас. И најскоро до крај на октомври, Гоце Делчев ќе има зелен кров како ниедно училиште во Република Македонија. Освен што ќе биде зелен кров, тоа ќе послужи најверојатно за учениците и како лабораторија за биологија или како ботаничка градина, што е убава работа, атрактивна, а понатаму имаме и други идеи за другите училишта кои што ќе ги кажеме со нашите донатори кога ќе започнат работите во Гоце Делчев. Знаете дека веќе тендерот е објавен и за надзор, и за работа, и за извршување во училиштето. Тоа е она што можеме ние за 2 години власт и успееме Гоце Делчев да има нов кров. Покривот на училиштето Гоце Делчев е рак рана на гостиварското образование, за кое не се изнајде решение со децении наназад. Кога врне дожд или при снег, дотреениот кров прокапува и училниците на горниот кат од објектот се полнат со вода. 25 образовни асистенти ќе им помагаат во учењето на децата со посебни потреби во 7 училишта во општина Тетово. Во новата учебна година 25 помошници за едукација во инклузивно учење ќе бидат ангажирани во 7 училишта во општина Тетово во рамки на проектот за образовни асистенти на UNDP заедно со општина Тетово. Оттаму информираат дека за 20 од асистентите ќе бидат издвоени средства од буџетот на UNDP и 20% од средствата се од општина Тетово, додека 5 асистенти целосно ќе бидат покриени со средства од буџетот на општината. 6 ученика ќе следат настава на македонски јазик, а другите 19 ученика ќе следат настава на албански јазик. Од примените асистенти 23 се од албанска националност, а 2 од македонска националност. Вкупно 25 родители од општината побараа и подпишаа изјава заверена на нотар дека имаат потреба нивните деца да имаат воспитувачи асистенти. Оваа година асистенти се поделени во основните училишта: Андреа Савески Чичиш, Братство Миџени, Наим Фрашери, Кирил и Методи, Истикбал од Тетово, Скендербек од Джепчиште, Реджеп Вока од Шипковица. Инаку јавниот конкурс за асистенти во образованието беше отворен 10 работни дена од 5 до 16 август 2019 година. Според политиката на UNDP,
Асистентите кои минатата година им помагале на учениците во различни училишта и годинава тие асистенти заедно со родителите на учениците донеле потврда за ангажман со ученикот и први биле прифатени на конкурсот. Другите биле избрани врз основа на просечната оценка и врз основа на интервјуто што надлежните лица го спровеле со нив. Македонија прогласила само 3 национални паркови. Држави со помали територии имаат поголем процент на територија под заштита од оваа категорија. Оваа тема е обработена во новиот документарен филм на Институтот за комуникацијски студии, во кој е опишана и состојбата на Националниот парк Маврова. Заштитата на природата не може да ја прави ниту една институција сама, па ниту еден човек. Велат, никој не може да исчисти онолку колку што ќе испрлјаат. Еден не може да исчисти колку што ќе испрлјаат илјадници луѓе. Така да ние работиме на подобрување на свеста на населението, работиме од најмали нозе заедно со општината, со образование, нели, со основните училишта, со средното училиште, прво на да се развие свеста и после тоа нормално работиме и на прочистување на тоа што е останато како отпад. Соработката со Галичица и со Пелистер не е на високо ниво. Ние како нормално директорите и раководствата на паркот, а и сите вработени на парковите, постојано имаме комуникација, имаме направено 5 или 6 средби заедно со тие институции со цел да се приближиме сите работи што не таргетираат нас како паркови и да предложиме нешто до повисоките инстанции, нормално до Министерството за животна средина и до владата на Република Северна Македонија, она што нас ни е неопходно потребно за нормално функционирање. Лените више во овој простор дели се имаат и малку и навикнато на нашите вработени и веќе си го знаат редот како оди тој ред кога треба да се прихрануваат. Во текот на зимата, бидејќи не можат тие да најдат сами храна, нашите вработени, нашата управа овозможува дотур на храна за да можат успешно да ја презимат зимата. Да го испромовираме малку од друг аспект, од туристички аспект. Воспитно-образовен аспект, така да деца кога доаѓаат, посетители, туристи, и нив да им го објасниме целиот процес како се одвива, да ја подигнеме свестата за заштитата на природата и на дивиот свет, а најголем таргет ни се децата. Целиот документарен филм со наслов Национални паркови, последни прибежишта на биодиверзитетот, ќе го емитуваме на крајот од регионалните вести. Продолжуваме со информации од полицијата. Приведени 5 лица во текот на вчерашниот ден. Тројца од нив под сомнение за извршени кражби или за нивно прикривање. Едно лице за поседување дрога и едно за семејно насилство. Вчера во периодот од 13 часот и 50 минути до 14 часот и 30 минути, полициски службеници на СВР Тетово, полициска станица Гостивар, ги лишиле од слобода 51-годишник од Тетово, 35-годишник од Гостиварска Долна Бањица и 35-годишник од Гостивар, поради сомнение за извршени повеќе кривични дела, кражби или за нивно прикривање. При тоа кај едниот од нив биле пронајдени повеќе предмети кои потекнувале од извршените кражби, кои потоа им биле вратени на собствениците. По целосно документирање на случајот против нив ќе биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска 10 минути по полноќ во близина на бензинска пумпа во Тетовско Долно Палчиште, полициски службеници го лишиле од слобода 21-годишник од ова село, поради тоа што при преглед кај него била пронајдена марихуана. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и по целосното расчистување и документирање на случајот, против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во СВР Тетово 32-годишна тетовка пријавила дека истиот ден околу 18 часот нејзиниот невенчан сопруг, 40-годишник од Тетово, физички ја нападнал. Тој бил лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово за расчистување на случајот, информираат од СВР Тетово.
Се зголемува бројот на новодиагностицирани пациенти со малигни хематолошки заболувања во државава. Минатата година нивниот број изнесуваше 495, а годинава се очекува тој број да биде поголем за 10 до 15%. Изјави директорката на Универзитетската клиника за хематологија Ирина Пановска-Ставридис. Една од нашите должности како држава е да се овозможи универзален пристап до сите здравствени услуги на време, адекватен и современ третман за сите. Ние спроведовме и групна набавка на биолошка терапија, односно ги обединивме сите буџети на сите јавноздравствени институции кои што користеа ваква скапа биолошка терапија, кои што се лечат пациентите со малигни заболувања, и тоа ни овозможи прво 30 нови молекули, значи лекови кои што воопшто не беа присутни во нашата земја. Должни сме да го дадеме максимумот во лечењето, третманот и превентивата на смртоносните малигни хематолошки заболувања. Септември од 2010 година со одлука на Американскиот конгрес е прогласен за национален месец во кој се подигнува нивото на свесност за малигните хематолошки заболувања. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Температурите се движеа во интервал од 13 до 29 степени Целзиусови. Вредноста на UV индексот изнесуваше 7. Утре не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност. Температурите ќе се движат во интервал од 13 до 32 степени Целзиусови. Вредноста на UV индексот ќе изнесува 7. Македонија е позната по своите природни убавини. Најдобар начин да се заштити природата се националните паркови. Сепак, во регионот земјава има најмалку, само 3: Галичица, Пелистер и Маврово. Национален парк е заштитен природен или полуприроден предел во сопственост на една земја. Националните паркови се богати со ретки видови и видови кои се значајни за природата и разновидноста на растителниот и животинскиот свет. Флората и фауната во Националниот парк се од големо значење за природно-научното истражување, но и за самата држава бидејќи представуваат природно богатство и реткост. Македонија прогласила само 3 национални паркови. Држави со дури и помали територии имаат поголем процент на територија под заштита од категорија национален парк. Сите 3 национални паркови во Македонија делат различни системи на организација, различни буџети и проблеми. Шумските предели на планината Галичица, еден поголем дел од неа, на површина од 22.750 хектари, во 1958 година е прогласен за национален парк. Прогласен е во 2010 година, главно поради исклучителната биолошка и пределска разновидност која поседува, но исто така и заради карактеристичната местоположба помеѓу Охридското и Преспанското езеро. Во 2007 година беше формиран системот на патеки, од кои беа обележани
околу 100 километри на велосипедски патеки и 300 километри на планинарски патеки. За полесно функционирање. Токму така. 12 години подоцна има потреба од обновување на инфраструктурата, на патокази, табли. И оваа година сме во процес на обновување на тие патокази и табли. Исто така, во процес сме на креирање на апликација на Android, која може да биде поврзана со GPS и ќе им ги дава сите потребни информации на туристите кои доаѓаат на Галичица. Во паркот е идентификуван значаен биодиверзитет. Со сериозни истражувања е потврдено дека Галичица е жешка точка на разновидност во Македонија, но и пошироко во регионот. Од тие причини, често од експертите Галичица е именувана како Кавказ на Балканот. Националниот парк Галичица е најпосетуван во Македонија. Колоритните пейзажи се атракција за многу туристи. Галичица особено се истакнува по големото растително ендемично богатство, како и големиот број на ендемични инсекти, особено пеперутки. Тука има и диви кози, рисови и мечки. 来到了马其顿这个国家，我们参观了好几个地方，你们的国家很漂亮。我们去过了城堡，也去过了你们很有名的这个奥哈德里湖，这里的山很高大，而且这里湖的山的下面有一个很宽广的湖畔，这个湖畔很有生命力。 За заштита и управување со подрачјето задолжена е јавната установа Национален парк Галичица. Таа управува и го штити паркот главно врз основа на позитивните законски прописи. Закон за заштита на природа и другата регулатива која ја уредува оваа проблематика и планот за управување со Националниот парк Галичица, кој е со важност од 2011 година до 2020 година. Во случајот на Националниот парк Галичица, во последниве неколку години направивме посериозен исчекор да прекиниме со обезбедување на средства од директно користење на природните ресурси. Во Македонија доминантно пракса е од сеча и продажба на дрва. Ние успевме последниве неколку години сериозен дел од буџетот да го обезбедиме од така наречено меко користење на природните ресурси, во нашиот случај главно од туристички активности. Ваквата промена во управувањето со паркот покрај користење на позицијата на паркот во главниот туристички регион во Република Македонија се должи и на поддршката која јавната установа Национален парк Галичица ја добива од донации, најчесто странски пари. Со претходна донација, Националниот парк успел да развие систем на патеки во должина од прилика од 250 км, дел од нив пешачки патеки, но исто така и за планински велосипедизам. Направиле и комплетна инфраструктура за информации, информативни табли. Во моментот спроведуваат проект од Европската Унија од програмата за подобрување на управување со заштитените подрачја во Република Македонија спроведено од UNDP. Трите компоненти на проектот предвидуваат формирање на арборетум и мала ботаничка градина за посетители, подобрување на управувањето со високопланинските пасишта кои се зафатени од процес на сукцесија на шумата преку реинтродукција на европски елен. Државата требала да ја превземе врската да ја финансира заштитата, а не вработените доминантно работното време да го користат на обезбедување на средства за заштита. Значи, неможно било да бидат посветени на активности поврзани со заштитата на природата. Фактот што јавните установи беа се препуштени, повторно се враќам на финансирањето, препуштени на само финансирање, креираше од една страна и независност во управувањето. Таа независност е добра во некои ситуации кога е потребно брзо одлучување за превземање мерки, но од друга страна е неповолна заради покасно изостанокот од поддршка за спречување на бесправни действија. Планината Баба се издига над градот Битола. Нејзин врв е Пелистер, кој е висок 2601 метар надморска височина и е трет по височина во Македонија. Пелистер е прогласен за национален парк во 1948 година како прво заштитено природно добро во земјава.
Од релјефните облици на Пелистер највпечатливи се така наречените камени реки, кои се слеваат низ сите страни на планината. Националниот парк Пелистер представува класично наоѓалиште за повеќе од 20 растителни видови, од кои 2 се локални ендемити. Од работниците се среќаваат 10 видови водоземци, 15 влекачи, 91 вид птици и 35 видови цицачи. Растителниот свет на Пелистер е мощно разнообразен. Тука растат 88 дрвни видови. Од шумските дрвни видови, најпозната е моликата. Околу моликата постојано кружат погрешни информации дека таа е македонски ендемит, што не е точно. Моликата е балкански ендемит, што може да се сретне и во Бугарија, Албанија, Црна Гора и Грција. Токму на ова место, на падините на Пелистер, во 1839 година, познатиот ботаничар Август Гризебах ја открил моликата Pinus peuce. Токму моликата е и причината што многу странски туристи го посетуваат паркот. Modo per conoscere anche un paesaggio naturalistico di un altro stato. Il pino pentalobato, sono curiosa di vedere questo pino pentalobato, era? La foglia. Пелистер е рајот особено на битолчани. Вела дека Пелистер е исклучително питома планина која им дава шанса и на почетниците да ја засакаат. Бараат од властите да вложуваат во неа за да ја имаат сите. Треба повеќе да има повеќе вложување, секако не можеме да останеме истото да види како пред 50, пред 100 години. Треба нешто да се движи, да се подобруваат условите, да се привлекуваат, можеби медиумите се повеќе да направи општинската администрација да вложи напори да ги привлекува луѓето. Најважно од се е државата Македонија. Некако во минатото Пелистер некако беше како маргинализиран. Дали од битолчани ние како, да речеме, локал патриоти, па го држевме само за себе Пелистер или пак незаинтересираноста на државата, но мислам дека е меѓу, ако не е единствена планина која 365 дена во годината понудува нешто. Ние како клуб нудевме со двата планинарски домови сместување за планинарите, за сите посетители. Тоа ете сега го немаме со клубот, се мачиме да го донесиме до некоја ситуација да биде искорислив. Ниту на надлежните не им е лесно да ја заштитат природата. Од Националниот парк Пелистер вела дека мака мачат за да дојдат до финансии и да го одржуваат направеното. За ново, кога ќе има поголема донација. Со оглед на времето кога настанал и сега, мислиме дека е во многу поповолна положба, затоа што веќе работиме и одредени развојни проекти, но што се однесува до можностите, тие се уште на минимално ниво, затоа што нашето постоење е организирано на принципот на проста репродукција. Значи, ние се самофинансираме, немаме буџетски средства и поддршка, и од тука се она што ќе направиме е врзано со одредена прореда на шумскиот фонд, кој потоа го продаваме и од кого заработуваме пари за да може да ги спроведуваме заштитните мерки во Националниот парк. Од Националниот парк потенцираат дека заштитата на природата е многу тешка работа и ако немате доволно средства и кадар, многу тешко се прават големи чекори. Националниот парк Маврово е најголем меѓу трите во Македонија. Неговите граници се простираат на неколку планини: Кораб, Дешат, Шарпланина, Бистра и Крчин. Има 73.088 хектари. Во границите на паркот се среќаваат речни долини, клисури, водопади, пештери, леднички езера. Прогласена за национален парк во 1948 година. Од вегетацијата на паркот најголема застапеност има заедницата од горска букова шума. Има 1435 различни видови растенија, од кои лековити се 1404. Единствено наоѓалиште е за 12 растителни видови, а многу ретки има 33 видови растенија. Фауната на Националниот парк Маврово исто така се одликува со значителна разноликост, од кое најцентрално место зафаќа балканскиот рис, кој својот дом го пронаоѓа во границите на паркот. Националниот парк Маврово чека свое репрогласување. Студијата за ревалоризација е изготвена уште 2012 година, но потоа е ревидирана во 2016.
Сериозен проблем е изградбата на мали хидроцентрали или концесиите издадени претходно. Од јавното предпријатие се надеваат дека во наредниот период ќе успеат да ги усогласат ставовите со цел да го завршат процесот на репрогласување на Националниот парк Маврово и тоа да финишира со закон за национален парк. Друг проблем со кој секојдневно се соочуваат е ѓубрето. Заштитата на природата не може да ја прави ниту една институција сама, па ниту еден човек. Велат, никој не може да исчисти онолку колку што ќе испрлјаат. Еден не може да исчисти колку што ќе испрлјаат илјадници луѓе. Така да ние работиме на подобрување на свеста на населението, работиме од најмали нозе заедно со општината, со образование, нели, со основните училишта, со средното училиште, прво на да се развие свеста и после тоа нормално работиме и на прочистување на тоа што е останато како отпад. Како институција која се самофинансира, велат дека успеваат да ги сервисираат потребите. Бидејќи грижата кон националните паркови е минимална, па за да преживеат, управата е принудена да ја продава природата. Националниот парк Маврово има околу 500 километри обележани пешачки и велосипедски патеки. Атрактивни за посета се пештерата Шаркова дупка, Мавровското езеро, црквата во вода, Бигорскиот манастир, водопадот Дув и мостот Еленскок. Најнов е репродуктивниот центар и сафари паркот. Тоа е заграден простор од околу 430 хектари, што представува репродуктивен центар за балкански елен. Целта е, после одреден период, повторно да ги вратат во природа. Елените више во овој простор дели се имаат и малку и навикнато на нашите вработени и веќе си го знаат редот како оди тој ред кога треба да се прихрануваат. Во текот на зимата, бидејќи не можат тие да најдат сами храна, нашите вработени, нашата управа овозможува дотур на храна за да можат успешно да ја презимат зимата. Да го испромовираме малку од друг аспект, од туристички аспект. Воспитно-образовен аспект, така да деца кога доаѓаат, посетители, туристи и нив да им го објасниме целиот процес како се одвива, да ја подигнеме свеста за заштитата на природата и на дивиот свет, а најголем таргет ни се децата. Трите паркови кои се препуштени од државата да се самофинансираат, бараат начин како да преживеат. Соработуваат меѓу себе и заеднички прават план да ја заштитат природата. Соработката со Галичица и со Пелистер ни е на високо ниво. Ние како нормално директорите и раководствата на паркот, а и сите вработени на парковите, постојано имаме комуникација, имаме направено 5 или 6 средби заедно со тие институции со цел да се приближиме сите работи што не таргетираат нас како паркови и да предложиме нешто до повисоките инстанции, нормално до Министерството за животна средина и до владата на Република Северна Македонија, она што нас ни е неопходно потребно за нормално функционирање. Вкупната територија на заштитени подрачја на Македонија изнесува нешто околу 9%, од кои повеќе од половина представуваат трите национални паркови. Овој процент, според обврските од Бенската конвенција, која Македонија има ратификувано во 1998 година и стратешкиот план за биодиверзитет од 2020 година, на постојаниот комитет на конвенцијата треба да изнесува над 17%. Секоја земја подписничка на конвенцијата треба да обезбеди правна заштита, унапредување и соодветно управување со цел зачувување на териториите заштитени врз основа на нивните природни вредности. Изгледа дека Македонија заборавила на обврските во овој меѓународен акт и наместо да се движи во насока на зголемување и унапредување на заштитените подрачја, константно го зголемува притисокот врз природното богатство заштитено со устав. Националните паркови ни се потребни сега, повеќе од кога било во историјата. Потребни ни се како последни прибежишта на многу растителни и животински видови, чиј што опстанок е загрозен во останатите деградирани области. Ни требаат и поради нивните екосистемски услуги, како што се чиста вода и продукција на кислород, но и како место во кое можеме да го изучуваме и истражуваме животот на многу видови, врз кои, за жал, негативно влијаеме.
Ви благодариме на вниманието. Пријатно.